Добар ден! Денес ќе работиме вежбата по медицинска биохемија насловена со наслов Емулзија на липидите. За изведување на овој тип на анализа потребен ни е следниот материјал и прибор. Најпрво капалки до 2 мл, дестилирана вода, масло, раствор 50 грама на литар на натриум хидроксид, 2% раствор на сапун во дестилирана вода, раствор од белка, жолчка и 5 епрувети во кои што ќе биде изведена оваа анализа. Најпрво, во секоја од 5 епрувети, означени со соодветен број, налеваме со помош на капалка 1 милилитар на дестилирана вода. Сега во секоја од овие 5 епрувети ставаме половина милилитар на масло. Ова е обично сончогледово масло кое што се користи во домаќинствата и во прехранбената индустрија. Додавајќи во сите 5 епрувети по 1 милилитар на дестилирана вода и половина милилитар на масло, имаме добиено нестабилна емулзија во сите 5 епрувети од масло и вода. Сега првата епрувета ќе ја користиме како контролна проба и поради тоа во неа ќе додадеме уште 1 милилитар на дестилирана вода. Сега, во втората епрувета додаваме 1 милилитар на раствор од натриум хидроксид, подготвен со концентрација 50 грами на литар или 5 грами на 100 милилитри. Во третата епрувета додаваме 1 милилитар од раствор на сапун, кој што сме го направиле како 2%, односно имаме измерено 2 грама на изрендан сапун на саатно стакло на аналитичка вага, потоа овој сапун го имаме префрлено преку инка во одмерна колбичка од 100 милилитри и одмерната колба ја имаме дополнето со дестилирана вода до цртата. Овој раствор се меша и се загрева додека струготините од сапун потполно не бидат растворени во водата. Сега во четвртата епрувета додаваме 1 милилитар на раствор од белка, кој сме го приготвиле на следниот начин. Најпрво правиме 5% раствор на натриум
хлорид, односно готварска сол, на тој начин што на саатно стакло на аналитичка вага мериме 5 грама на натриум хлорид или готварска сол. Овие 5 грама со помош на стаклена инка ги претураме во одмерна колбичка од 100 мл и колбата ја дополнуваме со дестилирана вода до 100 мл со повремено примешување. Откако тоа сме го сториле, земаме живо јајце, го кршиме со помош на стаклена прачка, ја делиме белката од жолчката во 2 лабораторијски чашки. При тоа во првата лабораторијска чашка во која што се наоѓа белката, ставаме раствор 5% на натриум хлорид, 100 мл, мешаме до 15 минути и овој раствор потоа со филтер хартија и стаклена инка го процедуваме во друга лабораторијска чашка. На тој начин имаме добиено раствор од белка кој што ќе го користиме за анализа. Сега во петтата епрувета одмеруваме со капалка 1 мл од жолчката и овој 1 мл го додаваме во петтата епруветка. Сега содржината на сите епрувети се промешува, почнувајќи од првата, па наред се до петтата епруветка и се забележува дека во првата, поради дејството на површинскиот напон на водата, маслото се издвојува на површината од водата. Во другите 4 епруветки, под дејство на додадените стабилизатори, емулзијата вода-масло е стабилизирана. На крајот од овој експеримент може да се види дека во епруветите 2, 3, 4 и 5 ја имаме стабилизирано емулзијата, додека во првата епрувета маслото пак има испливано на површината од водата поради површинскиот напон на молекулите на водата.